Добар ден, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВМ телевизија и го следите второто издание од оваа втора сезона на Јокламата. Ова издание на Јокламата ќе го посветиме во целост на спортот, ќе го посветиме во целост на еден спорт кој што е малку подзаборавен и тоа без право во нашиот град. Станува збор за тенисот, а со оглед на тоа со какви таленти нашиот град располага, вистинско време и вистинско место да се разговара за овој спорт. Го има Охрид и државниот првак во двојки во тенис. Станува збор за младиот талент Стојан Стојановски, кој што ми беше гостин во едно од изданијата неодамна на Охридската Јоклама, на утринската програма. И мислевме дека е навистина и време и место и секако да му посветиме повеќе внимание, да раскаже својата и животна приказна и секако да каже нешто повеќе за љубовта кон тенисот, за кој што верувам јас дека ќе биде негова животна определба понатака со оглед на тоа што какви резултати остварува Стојан во тенисот. Добар ден, добре ми дојде Стојан во Јокламата, како си? Добро. Така. Мислам дека го пробивме мразот со она на телевизија, излегување и зборување во врска со спортот, со тенисот. Мислам дека сега ќе ти е полесно во Јоклама. Да, јас се надевам исто. Го пробивме мразот, па сега се надевам на подобра емисија. Така. И ќе зборуваме малку повеќе. Ќе кажеме малку подоцна за државниот турнир и за резултатот кој што го освои за освоеното прво место. Меѓутоа, ајде со оние прашања кои што верувам сите ги интересираат, да започнеме малку со твојата животна приказна, која што ќе насочиме малку повеќе кон тенисот. Се сеќаваш ли како го фати прв пат рекетот, тенискиот рекет Враци? Како се случи тоа? Не се сеќавам како беше првиот тренинг, но се сеќавам кога ја гледав мојата сестра Тања и на тој начин почнав јас, гледајќи неа, да тренирам тенис. Така, беше ли некој од твоите од семејството иницијатор или чисто едноставно ти онака го? Па во тој момент баравме спорт со кој што можеме да се занимаваме во зимскиот период и тенисот беше идеален во тоа време зашто имаш услови да се тренира и во сала и така натаму. Така. Каде тренираше тие први години кога започна да се занимаваш со тенис? Па на почетокот тренирав во група со повеќе деца, трениравме во спортска сала. Тоа беше тука во Охрид? Да, тука во Охрид. Поточно во средното економско, во таа сала трениравме и тоа беа почетоците. Така. Кој ти беше првиот тренер? Прв тренер ми беше Ранко Крстески. Тој е брат на Миливој Крстески, кој е мој главен тренер, кој беше и е. Можеме да кажеме дека тој фактички те откри тебе. Па тој ме откри, тој работеше на мојот талент и благодарение на него го постигнав тоа. Така. Во тие први години кога се занимаваше со тенис, Стојан, имаше ли моменти кога ти беше тешко? Имаше ли моменти кога сакаше да се откажеш? Имаше ли моменти кога ти беше досаден тенисот или тоа едноставно беше љубов на прв поглед, па ти сакаше да тераш баш она? Не, никогаш не сум помислил да се откажам, зашто тенисот ми представува задоволство и задоволство ми е кога играм, кога тренирам, кога се надпреварувам, така да во никој момент не сум помислил на тоа. Така. Кои се оние елементи од тениската игра во кои што ти мислиш дека си најдобар? Кои се елементи на кои што уште треба да работиш, а кои се елементи, ќе се вратиме повторно на самите почетоци, кои што ти беа најтешки да ги совладаш? Па, омилен удар, како што кажав и во претходната емисија, ми е форхендот. Се трудам со него да остварам предноста на теренот и да ги покријам другите слабости. Исто така, имам добро движење и тоа надокнадува мојата физичка конституција. Не сум некој огромен тенисер кој што може да сервира многу јако или да ја удира топката многу јако, но со тие работи се трудам да ги надокнадам. Така. А што е со овие работи кои што ти недостасуваат? Има шанси ли да се подобри тоа со оглед на тоа дека имаш 19 години, уште раснеш, уште се развиваш? Па не е дека другите елементи од играта ми се слаби, но тие би ги истакнал дека ми се подобри. Мојата игра може да се развива многу на
на подруго ниво. И Така, си одбираш насоки и предпоставувам дека тоа си оди и во соработка со тренерите. да, со тренер. Така, ти кажуваат во која насока да оди твојата игра. По консултација со нив се подобрува мојата игра. Ја спомна физичката кондиција, ја спомна физичката подготвеност. Колку е тоа важно? Тоа е многу Покрај важно. онај технички дел. Да. Многу е важно физичката подготвеност. Има мечеви кои што траат по 3-4 сати и не може да се игра тенис ако не се издржуваат тие мечеви, што понекогаш тие се клучни. И мојата физичка подготвеност е на високо ниво Так. и се трудам да ја одржувам цело време. Така. Како на самите почетоци како изгледаше еден тренинг тениски кога почна, меѓутоа како изгледа сега еден тренинг настојано? Па како помал секако ги изучував основните елементи на тенисот, основните удари. Се трудев што подобро да ги научам, а сега има голема разлика во концептот на тренингот, тогаш не сум играл со спаринг партнер, сега морам да играм со спаринг партнер кој што може да достојно да ми ја враќа топката во игра, за да можам да ги стренирам елементите. Така да многу е различен, предпоставам, и од техничкиот, меѓутоа и од кондициониот дел. Го чуваш ли првиот рекет? Да, го чувам. И мојата помала сестра која исто така игра тенис, таа играше со мојот прв рекет. Така, чекај, имаш една повозрасна сестра? Да, имам една поголема сестра. Тројчата се занимаваме со тенис. И ете да кажам, сите тројца сме успешни во спортот. Мојата постара сестра е во Америка, таму студира. Така. Доби стипендија преку Татјана, така? Тања, така. доби стипендија преку тенисот. Таа беше исто шампион во сите категории на Македонија. И можам да кажам слободно дека беше и поуспешна од мене. Исто така и помалата сестра, таа е голем талент. Така, колку години има? Таа има сега 10 години наполна. Ама таа се занимава од рана возраст со тенис, од 4 години почна. И во неј се гледам еден огромен талент. Ке прошиша таа двајцата изгледа. Да. Па се надевам дека така, што велат за неа тренерите? Па и вие ето, тениско семејство да, сте па веќе. покрај тренерот јас тренирам со сестра ми, се трудам моето искуство да ја го пренесам. И гледам огромен талент во неа и светла иднина. Така. Сега ќе започнеме онај дел од разговорот кога зборуваме за сите оние надпревари. Кој беше првиот надпревар? Кажа дека не можеш да се сетиш на првиот. Да. Меѓутоа првиот надпревар кој што беше дел, да речеме, ето од некаков си турнир, од тоа што го работевте додека си беше во тенискиот клуб Охрид. Потоа ќе ни кажеш како беше тениски клуб Охрид, па замина во Скопје, Југ, па повторно се врати во Охрид. Меѓутоа онај прв надпревар, прва радост, прво разочарување кое ти беше? Па со потешкоти се сеќавам на првите мечеви, но можам да се сетам дека тоа беше во Прилеп, како меморија некоја ми останала. И на почетокот беше тешко, зашто цело време се надпреварував со повозрасни деца од мене. И тоа некако како судбина те прати, низ целава твоја тениска кариера која што досега ево ја имаш, се си само со повозрасни. Да. И на почетокот и цело време имав така физички бев послаб од другите и со поситна конституција, да кажам. Така, звучи, ти беше ли тоа разочарувачки? Не, тоа не ми беше. Ти влијаеше да те демотивира? Не, тоа не ми беше разочарувачки. Напротив, јас се мотивирав зашто играв со поснажни играчи од мене и се трудев да го давам својот максимум, но знаев дека кога тогаш работите ќе си дојдат на свое место и дека ќе се оформаме физички и Првата твоја признание, благодарница, освоен медал. Па верувам дека тоа беше до 10 години. Тогаш уште од раните категории почнав да добивам доста признание на турнири. Не знам точно на кој турнир. Да, на кој турнир, но
како што се развивав низ категориите, добивав свое признание. Така. Омилен, а уствари, нека не биде омилен, најтежок надпревар. Најтежок надпревар, без разлика дали завршил, дали си го добил или не си го добил, меѓутоа надпревар кој што ти било предизвик, ето дека си го изиграл. Па И она си почувствувал сатисфакција на крајот дека си го завршил без разлика дали каков бил исходот. да, па најтежок надпревар ми е до 18 години на мастерс турнир. Тоа е 8-те најдобри тенисери на Македонија. Играв полуфинале со дете од Скопје и го добив тој меч, ама беше исклучително тешко во 3 тешки сета во тајбрейк, 3 сета во тајбрейк. И не знам, мечот можда траеше над 4 сати. Го добив мечот, ама Она што го каже уште на самиот почеток, и ние сите кои што ето го следиме тенисот, предпоставувам голем број од охриѓани го следат тенисот, имаме надпревари кои траат по, каже и сам, 4, 5, 6 часа, 7 часа. Што ти се случува кога ќе завршиш, кога ќе завршиш еден таков меч, што правиш? па ништо, после таков меч си исцрпен и физички, и психички, и емоционално не можеш ни да прославиш. Така, а најчесто на македонски турнири се дешава одма после... Журка. Не, журка. Одма после мечот да изиграш друг меч истиот ден. Така, во истиот ден? Да. Зошто така ги набиваат? Зошто? Најчесто е збиен распоредот, зашто има многу мечеви на распоред и нема доволно услови и терени за да се одиграат сите во еден ден и најчесто... И сега турнир, например, што би требало, предпоставувам да трае недела дена, тие го завршуваат за 2 дена или 3 дена. Да. Најчесто е така во Македонија. Така. Што, кога се гледа и не е фер, затоа што не си веродостојни Да си изиграл мечот 3-4 сати и после да имаш 2 сати. Да ти имаш меч кој што го добиваш на тајбрейк и потоа и треба 2 сати пауза, не можеш ни да се одмориш, ни да јадеш како што треба. И одма после ти следува важен меч, кој исто така е многу тежок, што ти си поминал. Ти си, ајде, сега се занимаваш со тенисов и досега никој не ми бил тенисер и ќе те прашам ништо пошто ја следам, јас спомна храната, зошто јадат банани? Сине ги гледам од светскиве тенисери кои ќе излезат, добро водата, тој дел ми е го разбирам, зошто ја јадат бананата? Или нешто чоколадо од времена, ама најмногу гледам банани јадат. Па тоа се брзи шекери кои што во организмот брзо се и даваат енергија во организмот и најчесто суво грозје, банана. Така. Тие се најчести продукти кои што ги јаде. Така. Колку Јован ти внимаваш на исхраната и колку ти е тебе Стојан, се извинувам. И колку внимаваш на исхраната и колку ти е тебе колку имаш помош на пример од твојот тренер, од некој нутриционист или чисто онака, што ти е мерак, па си јадиш или таму колку имате 1 час, 2 часа пред меч да не сте... Да, па се трудам да внимавам на исхраната, не јадам леп, не јадам... Воопшто не јадиш? Не, јадам, ама се трудам да го редуцирам. Не јадам благо, во што помали количини. И така, гледам повеќе протеини. А не смеш благо да јадиш пред надпревар или тоа? Па не се препорачува, зашто еден период имаш енергија, па после немаш и така мора да се надокнадува тоа. И не е препорачливо за спортист да се. Така. Освен што, ето, го сметат тенисот за кралски спорт и го спорт, како? Белиот спорт. Бел спорт, да, знам, меѓутоа го сметаат и за кралски со оглед на тоа што од каде потекнува и каде има турнири кои што привлекуваат и најмногу внимание. Она што е интересно е што тенисот го следат и голем број на скандали, барем кога станува збор за недозволени користење на недозволени средства како наркотици, скандали, една кариера која што се градела 10-15 години се урива само во еден се урива само преку еден резултат на крв или на урин. Каква е ситуацијата во Македонија, барем од ти сега што го имаш? И ајде почнеме со ништо полесно, оние енергетски пијалоци, што е дозволено, што не е дозволено? Па антидопинг агенцијата има одредена листа на дозволени и недозволени супстанци. Многу е строга таа листа. Така? И до најмали детали е сведена, така да
Си размислувал некогаш да користиш Не. недозволени ќе го земам еден Red Bull. Тоа смеете да го користите? Па тоа Предпоставувам дека смее, ама не користам такви работи, зашто сметам дека се нездрави за организмот. И ќе ти биде тенисов живот на определба? Па Или планираш нешто друго? Па најверојатно да, не знам кај ќе ме води патот, ама кон тоа сум насочен. Добро, Стојан, ето, хипотетички. Тенисов ти е твоја животна определба. Што е со финансискиот бенефит? Има финансиски бенефит, доколку ето професионално веќе влезеш во тие води? Финансиски бенефит има најчесто на тие тенисери што се рангирани топ 100, топ 150 на АТП листата, а тоа е премногу тешко да се стигне, можам да кажам и невозможно за македонски услови. Тие играчи имаат одредени бенефици, но да кажам богати се првите 30 до 40 Така. на таа ранг листа. А вие во Македонија, ето, професионалните тенисери македонски, како живеат? Никако. Во нас не се вложува ни најмал денар, се е сведено на собствени финансии од фамилијата, и даваме се од себе за... Така. Ќе зборуваме во вториот дел од емисијата, токму ќе зборуваме за финансиите и за тенисот воопшто како спорт, барем кога станува збор од тој аспект. Индивидуален спорт е и воопшто ефтин не е. Меѓутоа, како почна ова ќе го заборавев на самиот почеток што го кажав, со тениските клубови во кои што ти го започна во тенискиот клуб Охрид, си ја започна. Во тенискиот клуб Охрид и таму бев член до мојата 14-15 година, каде што се префрлив на средно училиште во Скопје и поради околностите морав да тренирам во Скопје и така, се зачнав во тениски клуб Југ и таму бев член. Како те прифатија во Југ со оглед на тоа што ето доаѓаш од Охридски клуб, доаѓаш, што би рекле скопјани од провинција и сега доаѓа детево и немаме такво размислување за тенисот. Тоа е само стереотип кој што ето го докажува. Стереотип, да. Спротивното го докажа. Стекнали пријатели таму, тенисери? Да, имам тенисерки. Па и мојот најдобар другар е тенисер Бојан Јанкуловски. Со него се знам од рана возраст, а и покрај него имам огромен број на пријатели тенисери, како од Македонија, така и од странство и така. Ето. Каде си бил најдалеку на тениски турнир? Па сум бил лани бев во Швајцарија на европско првенство, представав Македонија до 18 години и ете тоа е најдалеку. Кога земји од регионот претпоставувам дека сите ги прошетал. Да. Тука има често турнири и сум ги посетувал. Кои од земјиве од нашево соседство најмногу му посветуваат внимание на тенисот и кога ќе ги видиш тенисерите, чувствуваш, ајде не да речам страв, меѓутоа чувствуваш почит? Да, почит и квалитет. Така. Па најдобра школа според мене има Србија и Хрватска. Тоа се гледа и по резултатите кои што Новак Џоковиќ, Марин Чилич кои се Чилич сум го видел во живо. А многу висок бил. Да. Многу висок е. Мислам, она кога го гледаш, знаеш дека е па ето повисок бил од другиот, не знам другиот колку е висок. Да, ама не знам и другиот, ќе ги видиш дека едниот е повисок. Не, меѓутоа кога го видов во живо, на вистина е 2 и кусур таму, колку е? Да, 1,98 мислам. Така. На вистина висок. И ете, по нив се гледа, имаат свој систем на работа, имаат добри школи и вложуваат, федерациите доста вложуваат во младите играчи. Како стојат бугарите? Тие има еден, го вика младиот новиот Федерер. Да, Бејби Федерер. Григор Димитров. Така. Па тој од него се очекуваше да биде на врвот, да биде прв, нон-стоп да биде таму, но не ги докажа очекувањата, далеко е од лош. Тој е топ 20 сигурно на ранг листата, но се очекуваше од него повеќе. И бугарите имаат добра школа, многу подобра од Македонија, но не може да се споредува со Србија и со Хрватска. Што е со грците? После Сампрас беше? Не. Како се беше? Знам дека некој беше грк.
Не памтам дека грците имале Тенисер? некој добар Јас мислам тенисер дека низ Пит историја. Сампрас е по потекло Грк. Може би грешам, не знам. Не знам, Сампрас е Да. американец и цело време се надпреварува за Да, Америка. секако се натпреварува тој за Америка, ама мислам дека е Грк по потекло. Можно, не знам такви информации Така. за Сампрас. Што е со девојките на турнирите? На македонски или на... Па кај нас тука во Македонија? Твојата Па- сестра, едната, другата каде и да, и таа ќе стане Да, успешна да. тенисерка, како е Таа тој веќе е тенисот? успешна. Така. Таа доминира во нејзините категории. Мгм. Македонски женскиот тенис во Македонија е на На исто ниво како и машкиот. не, на многу послабо ниво. Така. Да. Има Лина Ѓорчевска, таа се Мгм. истакнува, таа е топ 200 на ветеран. Така, беше да, во не знам Да. дали е уште. Но таа е единствена која што се истакнува. Останатите можам да кажам дека конкуренцијата им е на многу послабо ниво него на машките. Мгм. Имаше доста тенисерки од генерацијата на сестра ми и помали, но како што се движеа годините, Мгм. повеќето се откажа, некои отиде во Америка и така. Така, кога зборуваме Стојан за откажувањето од тенисот, она што е потребно, ти тоа најдобро го знаеш и ти тоа најдобро ќе ни го кажеш, е да кажеме саглам тениски терен, за да можеш да работиш преку целата година. Нешто што ние во градов го немаме. Ние имаме затворени. Имаме нови тениски терени. Да, имаме тениски терени кои што се адекватни, Мгм. имаме на тврда подлога и на земја, Мгм. но не е проблем само теренот. Има многу други околности Мгм. кои за еден тенисер се потребни за Така. Каде имаме затворен терен тенис? затворен терен немаме. А тоа не ви треба? Тоа е и повеќе од потребно. Мгм. Тоа ми беше мој најголем проблем во Охрид. Додека, например, другите додека напредуваа во затворени терени во Скопје, Веднаш губиш континуитет. во да работа. губиш континуитет, ритам, не си во тренинг систем. Мгм. И тоа е огромен хендикеп за градот Охрид, но ете се надевам Мгм. со новиот градоначалник дека ќе Така, дека ќе се затвори барем една балон сала, нека дека ќе ни направат помогне нешто. да Еден балон тениски терен. ќе ни Тоа е модерно. Кој ти е спаринг партнер овде? тука многу тешко можам да најдам спаринг партнер. Мгм. Најчесто играм со познатиот охридски фудбалер Гоце Толески. Аха. А, Го бива за тенис, не го изгледа. па така. да, Мгм. не се занимава долго со тенис, но ете, спортист Мгм. и Ако ништо повеќе има да, кондиција да те талентиран, издржи. Да, талентиран. И најчесто со него играм зашто ете најдобре. Кој е подобар, ти или Тања? Па Ама искрено. моментално не може да се спореди зашто Така? јас сум на многу повисоко ниво зашто сум машко Мгм. и ете Мислиш дека не може да те добие? Ќе Не. би биде и Тања гостинка во емисија. во Ќе никој видиме. случај. Така? Стоиш Да. на тоа? А Да. малава? Која ќе подпорасни? Па Не Би се би плашиш требало- од неа? се плашам малку како би изгледала за 10-15 години, дали ќе може да ме добие, но тоа би представувало голем успех ако може да ме добие. Мгм. И верувам дека ако може да ме добие, дека ќе биде многу високо на ветерлиштата. Така. Стојан, било некогаш опција она што Тања го направи, да замениш? За Америка, да, Без планирам. разлика, дали ќе е тоа САД, дали ќе е некоја од европски земја Па, кој ти се пружи. Америка е единствена земја која што нуди стипендија преку спорт, Мгм. така да тоа ми е единствена опција. Мгм. Планирав да заминам оваа есен, Мгм. но како што споменав, имав проблеми со договорот Мгм. и не успеав да го реализирам трансферот таму. Мгм. Но ете сега, Станува збор за нешто што не може да се надмени или можно е... не, можно е. Мгм. Сега се трудам со друг универзитет Аха. за од вториот семестар од јануари Мгм. и договорот е во завршна фаза, се надевам Фактички ти добиваш стипендија поради тоа што се занимаваш со да, тенис. поради моите резултати, тоа што се занимавам со тенис Така. и дека можам да донесам резултати за да, универзитетот одреден допринос за универзитетот. За универзитетот. А што Да. ќе студираш? Па не сум одлучил уште,
тоа може да зависи од универзитетот, кои им се најсилни програми и така. Заинтересиран сум имам повеќе насоки, можам да кажам сестран човек сум, така да не би ми било проблем да... Без разлика што и да е, со англискиот како стоиш? Па, доста добро. Таму да се разбериме, ќе ти треба академско познавање. Да. Ајде да направиме една пауза, ќе погледнеме малку реклами, а потоа ќе се продолжиме со разговорот. Почитувани гледачи, одиме со еден краток блок на реклами, а потоа се враќаме во студиото и продолжуваме со разговорот со мојот денешен гостин, секако зборуваме овој пат за тенисот. Котел за парно Аурига од 25 киловати од Екошпар загрева до 160 метри квадратни. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентолмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Го знаеш она чувство кога уживаш во нешто? Она кога знаеш дека правиш нешто добро за себе. Тоа е она чувство кога уживаш со бистрите супи на Подравка. Создадена од најфините состојки, со вкус на вистинска домашна супа. Направи супа, создади чувство. Подравка. Уживај во единствениот домашен вкус на бистрите супи од Подравка. Локални избори 2017. На секои 4 години, истовремено во сите општини, гласаме на локални избори, распишани од председателот на собранието. На денот на локалните избори добивате 2 гласачки ливчиња. Гласачко ливче за членови на совет, гласачко ливче за избор на градоначалник. За вашето ливче да биде важечко, со сино пенкало го заокружувате редниот број пред кандидатот за кој сте се определиле да гласате. Потоа преклопено го оставате во гласачката кутија. Утврдувањето на резултатите за членовите на Советот се врши според пропорционалниот модел, Донтова формула. Резултатите за градоначалник се утврдуваат со помош на мнозинскиот модел. Доколку ниту еден од кандидатите не освои над 50% од гласовите, се одржува втор круг на гласање со двајцата кандидати кои освоиле најголем број на гласови. Секој има право да знае и да биде информиран. Информирај се и ти. Стоп Шоп, 15 години ваш маркет. Најбогата понуда по најповолни цени на 4 локации во Охрид. На улица Никола Карев кај Историскиот архив, на улица Егејска, улица Карпош Војвода и на улица Даме Груев. Богат асортиман, услуга и ниски цени, веќе 15 години. Ваш Стоп Шоп, ваш маркет. Јас сум деца мало мечелино, јас ви спремам вкусно чоколино. Хранливи житарици, богати со витамини и протеини. Чоколино. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени праја и тога пропадна за мајкот на.
Ете, почитувани гледачи, после краткиот блок реклами ние продолжуваме понатака со Јокламата, зборуваме за, како што кажав на самиот почеток на емисијата, за еден малку подзаборавен спорт. Иако со оглед на тоа што имаме навистина големи таленти во нашиот град, ето дел од фамилијата, од тениската фамилија, можам Стојановски да кажам дека ми е гостин Стојан Стојановски, зборуваме за тенисот, зборуваме за сите успони, за сите падови, за тоа колку е, па можам слободно да кажам, и тешко и комплицирано да се занимава еден млад човек со овој спорт и посебно да имате желба и да имате истрајност, истиот да ви стане и животна определба. Станува збор, Стојан, тоа што го најавив некаде на првиот дел од емисијата, станува збора и ти нешто начна за индивидуален спорт. Станува збор за кој што опремата, да се разбериме, не е толку ефтина да се набави. Зборуваме за професионална и опрема каква што ти треба. Станува збор за спорт кој што, доколку спортистот на вистина е талент, изискува голем број на патувања. Станува збор за тренези, станува збор за услови кои што ти се и самиот кажа потребни. Од каде пари? Пари најчесто од собствени финанси. Таква е ситуацијата во Македонија, што немаме многу помош ни од федерација, ни спонзори. Така да се е на терет на моите родители, кои што им сум многу благодарен за се што имаат, за сета енергија и средства што имаат потрошено на мене и така. Така, и откажувања предпоставува многу. Колку време од колкава дел од денот тенисот ти одзема, ќе ми кажеш малку подоцна, меѓутоа сега сакам друго да те прашам со оглед на тоа дека ги спомна спонзорите и сите оние институции. Си се обидел, без разлика ти или било која од твоите сестри сте се обиделе да тропнете на нечија врата, ево кога станува збор за учество на некој турнир, би треба ако ништо повеќе да ви ги покријат патните трошоци, па за да носиш некој амблем нивни, небитно. Па сме пробале многу пати, но тоа оди тешко. Затоа што сакаме да кажеме дека имаме супер бизнис заедница во градот. Тоа оди многу тешко со македонските фирми. Сум бил подпомогнат неколку пати. Но ете, тоа се мали средства во однос на она што ти е потребно. Да, на она што ми е потребно. Тоа што те прашаш, што да го поставив како прашање пред ова, колкава дел 24 часа? Колку Јован мисли на тенисот и колку Јован го прави тенис? Стојан. Ајде, ќе се пресним вид. Ќе ти поставам тоа прашање претходно, па со чичко ти 5 месеци 3 недели прам муабет нон-стоп. Јасно. Стојан, прашање кое што пред малку ти го поставив, а тоа е за тоа колку време од денот, еден ден ќе земеме 24 часа, ти е подреден на тенисот и колку ти... Па не верувам дека секогаш ти се игра тенис или секогаш ти се игра тенис или секогаш ти се тренира. Па не е така дека секогаш ми се тренира, дека секогаш сум расположен на високо ниво, но се трудам да го изработам секој тренинг максимално и да дадам се од себе за да се подобрам. Тенисот ми одзема, во Скопје ми одземаше поголем дел од денот. Станува збор за поинтензивни... Да, поинтензивни тренинзи, подолги и така. Скопје може да и тренирав по 4 сати на ден, а тука тоа е многу помалку. Така. Што е сега кога ќе фатат зимските месеци? Што правиш? Па тоа ми е големиот проблем. Тогаш е периодот кога јас стагнирам, место да напредувам. Барем некој викенд Скопје не одиш? Планираш така да правиш, да појдеш па да искористиш нешто? Одам понекогаш, се трудам што почесто да. Но колку што ми дозволува и времето и така. И средствата, да се разбериме, прети се. Време за журки, за забави, за дружење, нормално за учење, да не заборавиме или се ти е подредено на тенис? Не, далеко од тоа дека ми е се подредено на тенис. Обожавам и редовно ги посетувам журките како во Охрид, така и во Скопје.
Сакаш и да си се журкаш, супер. Да, па сметам дека тоа е дел од социјалниот живот и дека секој спортист дали бил врвен или не, треба да го искуси. Така. Си имаш ли направено некакви рестрикции ти или твоите тренери, ето за, зборувам, за период пред некој турнир или пред некој важен надпревар? Па, нормално пред надпревар никогаш не одам по журки и не се забавувам. Тоа го гледам да биде во период кога нема многу турнири и така. Си знаеш да се избалансираш како треба. Она што се случи на крајот на октомври беше твоето учество на државното првенство во Македонија. Во двојки се врати како шампион. Резултат за честитање, ти честитам од мое име, од име на телевизијата во секој случај, предпоставувам и знам, впрочем, и дека сите охриѓани се горди на тебе. Меѓутоа, досега те знаевме како индивидуален надпреварувач, така соло беше. Само меѓутоа, како дојде до соработката со твојот партнер, овој пат брат на Бојан? Да, тој е брат на Бојан Јанкуловски, Ѓорѓи Јанкуловски. Тој исто така е јуниор, тој е помал неколку години од мене. Чути, ето да имаш и некој помал, ти да си повозрастен сега, ето. И така, тој има одлична игра, тој е најдобар јуниор во Македонија. И така се знаеме и приватно, и тениски. Како те убедија да настапуваш во двојки? Па, знам дека постои на државно првенство надпревар во двојки. И Ѓорги ме праша дали ќе сака да бидеме партнери и нормално се согласив. Така. И сега која е разликата, колку е поедноставно, колку е посложено, да им објасниме малку на гледачиве? Па поголем предизвик е да се настапува сам со оглед на тоа што делов од играва кој што е твој не е само твој. Да. Па мене искрено би представува поголемо задоволство да се надпреварувам во двојки, зашто ете така сум тимски играч, сакам тимски спортови. И од сите тимски спортови тенисот го најде. Да. Па ете сум се занимавал и со тимски спортови, но ете тенисот. Така. Си нашол место. Исплива на површина, да. Така. И искрено ми е многу полесно да се надпреварувам во двојки. Како психички, така и имаш некаква поддршка, сигурност? Да, имам сигурност во играчот, поддршка. Можам да ги надоместам моите слабости, партнерот да ги надомести, така. И што е на тебе што ти недостасува, што го има Ѓорги, а што и обратно, што него му недостасува, а ти го имаш? Претставам ти форхендот, ето. Да. Па и двајцата сме така комплетни играчи, како што кажав. Мене ми е јака страна форхендот, него му е јака страна бехендот и со тоа се надокнадувам, се надополнуваме еден со друг и испадна добро партнерство. Кога ќе гледам двојки тенис, обично ги гледам некојаш и знаат да се караат, тие што се на иста страна. Ви се случило тоа да се Не. Јас обично сум темпераментен играч кој што многу се нервира, кој што зборува многу на терен, но Си добро казна? Па сум добил многу опомени. Опомени, да. Но во двојки секако можам да се контролирам и да имам разбирање и кон соиграчот, и кон мене и така. Така, зашто најбурно си изреагирал? Ова интересно ми е со реагирање. Не те доживувам така, да, делуваш прилично смирен. Во приватен живот сум доста смирен, не сум многу избувлив но ете на терен, да кажам, го ослободувам од темперамент и... И досега си завршил само на опомени, казна некоја не падна? Па следували казни, казнет поен и такви помали казни, не се работи за парични казни. Така. Но ете доста пати сум бил... Така. Ако се остварат Соединетите држави, и твоето патување таму и занимавање со тенис, кој е сонот на Стојан? Па за тенисот зборувам. Во однос на тенисот сонот не е јасен, зашто се уште не знам што да очекувам од тениски аспект, колку можам да се развивам тениски и така натака.
но сепак Соединените Американски држави се добра опција, зашто ми пружаат многу добри услови, како играчки, така и надпреварувачки. И ете, тоа е целта да се замине таму. Так. Ги спомна подлогите, ја спомна тврдата подлога, земјената подлога, тревата. Зашто никој не сака на трева да игра? Па, таа е најбрза подлога и на неа се одржуваат најмал број на турнири. И на играчите им треба најмногу време за да се прилагодат на таа подлога. Си играл на трева? Не сум играл. Сум играл на вештачка трева, но има разлика. Природната трева е многу побрза. И ето... Сега, како брзо се рачуна затоа што му треба на топчето помалку време да... Или зашто се нарекува побрза подлога? Има помал отскок. Така и после отскокот топчето за пократко време, пократно време му доаѓа треба до да падне. противникот, да. Така. Затоа се вика земјата е најспора подлога. Затоа што се скока, се одбива. Да. Земјата има највисок отскок на топката. Така. И топчето патува најспора. Најспора. Јас мислам дека кажавме се што имаме да кажеме во врска со тебе, Стојан, и со твоите планови, во врска со тенисот, да се надеваме дека ето некој од надлежните и некој од бизнис заедницата од нашиот град малку ќе слушне, малку ќе погледне и малку ќе се замисли за тоа што му е потребно на нашиот град. Ќе завршиме емисијава, Стојан, со еден муабет. Ги знаеш тенисерите горе-долу во нашиот град, младите тенисери. Ги знаеш тенисерите во Скопје, меѓутоа ќе зборуваме за ова тука. Покрај твојата малечка сестра, претпоставувам дека ги знаеш и во машка и во женска категорија. Имаме ли талентирани деца? И треба ли да се посвети внимание како заедница во развојот на овој спорт? Да, има... Со оглед на тоа што од прва рака ги знаеш кои се дечињата. Да, па таа генерација која што ја предводи сестра ми, има неколку деца што се доста талентирани и верувам дека тие ќе израснат во подобри играчи. И ете, мислам... Подобри од твојата, ето ќе ја земеме генерација, Па претпоставувам. не верувам дека ќе биде подобра од мојата генерација, зашто... Не, зашто стварно мојата генерација беше една од најдобрите, имаше доста конкуренција. Колку од Охрид излегоа тенисери покрај тебе? Ти беше од Охрид? Да, јас сум единствен тенисер кој што активно се надпреварува и кој што ја постигнува резултати. Така. Се надевам дека уште резултати ќе видиме и уште подобри резултати. Спомна некакви максимуми, нешто докаде си во твојот развој како тенисер? 19 години имаш, докаде можеш? Затоа што гледаме тениски звезди кои што ќе светнат една година, една сезона тениска и ќе освојат 6-7 Гранд Слем турнири наредната година. Да. Или ето нека се 2 сезони, нека се. Па ете, во мене има талент. Секоја чест на исклучоци има тенисери кои што... Но потребна многу работа. Што во овој момент не остварувам, недоволно, и ќе биде тешко, не знам што да очекувам понатака. Така. Да се надеваме на најдоброто. Да. Така, тоа ни останува. Мене ми останува да ти се заблагодарам, Стојан, за учеството во Јокламата, успех понатака на приватен план, успех на професионален план и секако успех на спортски план со тенисот, да продолжиш со вакви успеси и со многу поголи. Фала. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вашето внимание. Ви посакувам убаво попладне и ќе се видиме во наредниот вторник, ќе се видиме впрочем во наредното издание на Јокламата со уште една нова интересна приказна од нашиот град.